зборот самодоверба е тесно поврзан и со зборот доверба и со зборот верба, што значи е тесно поврзан и со тоа колку имаме ние воопшто доверба во животот, во светот, во она што е поголемо од нас, во другите луѓе, во доброто, во љубовта, во силата што ја имаме во себе и колку имаме верба во сето тоа. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, коуч под супервизија, а темата на денешното видео ќе биде самодовербата. За ова видео бев инспирирана од моите ученици, односно некои од нив кои што премногу скромно зборуваат за своите квалитети и способности, некако не се свесни за способностите кои што ги имаат и како на одреден начин да се плашат да кажат дека се доволно добри во нешто. Се вклучува внатрешниот критичар и се потенцира дека е добро, ама не е доволно добро. Тоа зависи од самодовербата која што ја имаме или ја немаме и оттаму некако произлезе инспирацијата за ова видео. И не само кај младите, тоа често го гледам и кај возрастните, кај клиентите со кои работам, понекогаш го препознавам и кај себе. И затоа мислам дека е вистинско време да поразговараме малку за самодовербата и за самодовербата можете да прочитате, чуете многу и може да најдете многу текстови, многу видеа, па и на македонски јазик. Јас сакам да дадам некој свој белег и да го кажам своето мислење овде на својот канал со надеж дека ќе допре до тој што му треба и можеби некому ќе му послужи. Самодовербата психолозите велат дека е карактерна црта со која луѓето не се раѓаат и тоа е од една страна добра вест, затоа што тоа значи дека се стекнува во текот на животот, а нешто што се стекнува може да достигне до одредено ниво, потоа тоа ниво да се намали, меѓутоа од нас зависи дали повторно ќе го вратиме тоа ниво кое претходно сме го постигнале. Тоа значи дека ние можеме да влијаеме. Самото име самодоверба покажува дека во најголем степен зависи од нас колку тоа ние веруваме во себе. Самодовербата е многу битна, не само за нашето секојдневие, за нашиот живот, за нашите односи со другите луѓе, за тоа какви ќе бидеме во различни сегменти од животот, туку е битна и за нашиот однос и став воопшто кон животот, кон светот и кон сите оние работи кои што помалку се објаснуваат со зборови, многу повеќе се чувствуваат и се битен дел од сечи живот. Таа ни помага да се носиме со се што ни се случува во животот, да ги издржиме и оние помалку убавите моменти и да стоиме зад себе и да се поддржуваме и тогаш кога работите не се онака како што сме очекували. Самодовербата представува свесност за нашите добри страни, за нашите квалитети, но истовремено и свесност за нашите слабости, за се она што во животот може би го сметаме како неуспех, работи на кои може би можеме да работиме, се она што искуството ни покажало дека може би немаме за одредени работи вештини, знаење, умења, дека не сме во се доволно јаки и доволно умешни, што е во ред, затоа што не ни може да бидеме такви. И соодветно на тоа да можеме да ги поставуваме нашите цели во животот, нашите задачи. Тоа не значи дека треба да стагнираме, секогаш можеме повеќе, секогаш можеме поинаку, но како што кажав и на почетокот, да научиме дека нешто е доволно добро во одредени услови, во одредени ситуации, со одредени капацитети кои можеби во тој период ги имаме. Таквата свесност за се она што правиме одлично, добро, доволно добро и помалку добро, за сите наши успеси и неуспеси и способноста да го менаџираме тоа и при тоа да не се чувствуваме како неважни, неспособни, немојкни, туку едноставно како луѓе кои што може да бидат и повеќе успешни, помалку успешни, за некои работи многу да знаат, за некои да не знаат, некогаш да погрешат, некогаш да погодат, некогаш да испланираат и се да им излезе по планот, некогаш целосно да промашат, некогаш да направат се што замислиле и токму така како што замислиле, некогаш да не им успее тоа и сето тоа да биде во ред, сето тоа да не го наруши квалитетот на живеењето и нивната личност, тогаш зборуваме за луѓе кои што имаат самодоверба.
Pod самодоверба се подразбира и тенденција за позитивно мислење, што не значи дека нема да имаме негативни мисли. Под самодоверба се подразбира и свесност за присутност во мигот, за живење сега и овде, за можност да бидеме во некои полиња послаби, во некои полиња подобри, во еден одреден период од животот да живееме поквалитетно, во одреден период да не бидеме задоволни со квалитетот на животот, меѓутоа да направиме се што можеме. Велат дека не може од едно поле да ја повлечеме самодовербата и да ставиме на друго поле или друг сегмент на животот, меѓутоа јас знам дека ако на едно поле имаме голема самодоверба, ако се чувствуваме мотивирани, радосни, исполнети од тоа што го правиме, тоа ќе ни помогне и во некое друго поле полесно да се носиме и да работиме на својата самодоверба или свесност за тоа дека вамо сме доволно добри, нежиме успеси, правиме нешто, ќе ни помогне полесно да се обидеме, да се вложиме себе си, да направиме се што знаеме и умееме, да ја зајакнеме самодовербата и на некое друго поле и на некој друг сегмент во животот. Самодовербата е процес, самодовербата е нешто што трае цел живот, што се учи, што се заборава, што се менува, што е некогаш појако, некогаш послабо, кај сите луѓе е тоа така, што потпаѓа под влијание на надворешните настани, ситуации, настаните кои ни се случуваат во животот, меѓутоа непосредно и секогаш зависи само од нас и ние можеме да влијаеме на тоа да зголемуваме својата самодоверба, нормално тогаш кога ќе освестиме дека самодовербата во извесен период поради некои причини ние на ниско ниво и тоа е во ред и нема потреба да се срамиме од тоа затоа што тоа е на крајот на краиштата дел од сечи живот. И дури ако луѓето не зборуваат за тоа, сите ние поминуваме низ такви различни фази и процеси. Не се раѓаме со самодовербата, така што не може некој да има, некој да ја нема. И психолозите велат дека малите деца немаат самодоверба, туку подоцна ја учат и стекнуваат во животот, преземајќи одредени активности, доживувајќи одредени успеси. Јас би рекла дека малите деца имаат апсолутно прифаќање на секако што е, односно, откривајќи го светот, се уште не се судриле со тоа како треба, колку може, што е доволно добро, што не е доволно добро, не се споредуваат со другите, немаат потреба да се докажуваат, така што сето тоа влијае на нивното прифаќање на светот таков каков што е додека го откриваат. Или малите деца кога ќе паднат не размислуваат, леле зошто паднав, леле не сум добар, леле никогаш нема повторно да проодам, едноставно паѓаат, стануваат и продолжуваат да одат. Ние возрастните го имаме заборавено тоа и понекогаш таквите паѓања во животот ги доживуваме многу поемотивно, многу пострашно, во страв како ќе биде тоа сватено од другите, од светот, и тоа влијае да ја губиме нашата самодоверба. Ако го земеме тој детски принцип на тоа, добро, паднав и што сега? Ќе станам, ќе ги стресам колената, ќе продолжам понатаму. Мислам дека тоа ќе ни влија и да ја задржиме својата самодоверба. Се разбира, тоа не е така едноставно и токму затоа го зборуваме ова, токму затоа се пишува, се снима, се зборува, токму затоа се бара и нуди стручна помош на луѓе кои што изгубиле својата самодоверба и добро е се додека постојат начини самодовербата повторно да се враќа и да се зголемува нивото, односно процентот на самодоверба кој што во одредени периоди во животот ја има. Како се стегнува самодовербата од најмали нозе, преку учење, преку постигнување успеси, преку освестување на тоа, преку тоа што родителите и блиските не поддржуваат, ни викаат браво, го поддржуваат секој наш чекор, се она што ќе направиме самостојно. Ако од известни причини ја немаме таа поддршка во базичното семејство, нема да можеме од најмали нозе да ја стекнеме таа самодоверба, нема да веруваме во себе си, во тоа дека можеме. Затоа семејството е многу битно за да помогне кај децата да ја изградат својата самодоверба. Доколку децата растат во дисфункционални семејства, во семејства кои често има конфликти, во семејства во кои од известни причини се занемарени или така се чувствуваат, не им е посветена доволна грижа, нормално дека самодовербата ќе биде помала. Кога имаме родители кои премногу ги заштитуваат своите деца, не им дозволуваат да ги прават сами работите, па макар и сгрешиле, па макар и паднале, па макар и се извалкале, сепак
da im se dade možnost da probува, da права, да грешат, да учат, затоа што така се учи. И тие презаштитени деца еден ден ќе имаат помала самодоверба, односно очекување некој друг да ги прави работите за нив или некој друг да ги заштитува постојано, да им биде поддршка. Нормално дека сето тоа е во ред и сето тоа треба да биде балансирано и нормално дека и тоа не е лесно и едноставно. Родителството по принцип не е лесно и едноставно, меѓутоа да правиме тоа што најдобро можеме, односно да ги поддржуваме своите деца и не само во почетокот на нивниот живот, туку и понатаму во текот на соочувањето со училиштето и проблемите во училиште. Тука не мислам само на учењето, туку менувањето средина, конфликтите кои што ќе се појават во нив, отпорите, желбите, потребите, потоа адолесценцијата како едно влегување во светот на возрастните, во кои се уште се наоѓаат во своите детски години, па понекогаш и физички се уште премногу деца, а некако многу брзо мора да пораснат и да се прилагодат и да влезат во светот на возрастните, што нормално влијае на нивната самодоверба. И тука клучен фактор се родителите, потоа наставниците и пошироката средина и околината, како што и едни со други во своите пријателски кругови со своите другарчиња треба да се подрат, да се поддржуваат и да јакнат едни на други самодовербата. Меѓутоа се разбира, тоа нема да знаат да го прават доколку не го научиле од дома или барем подоцна од училиштето. Ако сето тоа не се случило во овој процес на детство, младост, адолесценција, кога ќе дојдеме во некои позрели години, тогаш ни останува нам задача постојано да освестуваме, да работиме на својата самодоверба. Дури како деца да ја имаме ова самодоверба во животот, многу пати соочени со различни настани, случувања кои што ќе ни бидат непријатни, кои што нема да можеме и да умееме да ги изменаџираме, како различни токсични односи во кои ќе влегуваме, различни неуспеси, сепарации кои се дел од животот, заминување на драги луѓе, различни загуби на пријателство, на пријатели, на блиски. Загуба може би на работно место, токсична партнерска врска во која што ќе влеземе затоа што не знаеме, не умееме подобро или може би подолго тоа ќе трае. Сето тоа може да влијае на намалување на нашата самодоверба, како и прекинување на партнерства, другарства, губење на работно место, мобинг кој што може да ни се случува на работното место, колеги со кои доаѓаме во недоразбирање, успесите кои сме ги зацртале, а не сме ги постигнале. Значи многу работи кои што може да влијаат на намалување на нашата самодоверба. И токму затоа постојано треба да работиме на неа. Треба да работиме на неа, да ја задржуваме, одржуваме и да ја враќаме тогаш кога ќе изгубиме. Разбира, останува прашањето како се прави тоа. Има безброј начини. Најпрви да се соочиме со тоа дека нашата самодоверба е падната, дека не е на нивото на кое што очекуваме. Сега дека не се соочиме со тоа, го најдеме изворот, односно што довело до тоа да ние изгубиме самодовербата, нема да можеме да се вложиме себе си и да ја вратиме назад. Потоа, откако ќе се соочиме, ќе си дозволиме да бидеме луѓе и да сме свесни за тоа дека нашата самодоверба некако е на ниско ниво поради известни причини, треба да направиме се што знаеме и умееме, да се самомотивираме, да се подсетиме на тоа какви сме биле кога сме имале самодоверба, во што во суштина ние во животот веруваме, да се подсетиме на сите наши успеси, на сите луѓе кои околу ги имаме, кои треба да побараме поддршка, да се обкружиме со луѓе кои имаат самодоверба, да читаме за луѓе кои што имаат самодоверба, меѓутоа некогаш во животот ја немале, тоа е прилично инспиративно. Да побараме стручна помош, се разбира секогаш, ако не можеме сами да го работиме тоа, да побараме помош од некој кој заедно со нас ќе биде во тој процес и ќе ни дава одредена поддршка. Значи, постојат многу начини како може да работиме на својата самодоверба, колку сме попрактични, тогаш наједноставно е, меѓутоа за тоа треба да имаме претходно сила, капацитет, волја, да се соочиме со тоа зашто мислиме дека имаме најмногу самодоверба, да преземеме ризик и да го правиме. Независно дали се работи за професионален предизвик, за партнерски однос, за да направиме прв чекор во нешто, да се запишеме на некоја едукација,
da отидеме некаде во некоја далечна земја да промениме работа, место на живење, што и да е. Ако нешто не плаши, ако негде се чувствуваме дека имаме слаба самодоверба, најдобар начин е да го направиме тоа, чекор по чекор, свесни за тоа што сме го успеале, што сме го направиле, што сме го поместиле. Колку и да е тоа мало, тоа е исто начин да ни се врати самодовербата. Се разбира, ако и тоа не можеме, и таму треба да го бараме стручна помош, независно од кој аспект да ни е потребна, дали во стекнување знаење, вештини, дали емоционална поддршка, дали психолошка поддршка, се тоа зависи од нашите желби и потреби. Како и да е, самодовербата може да се врати, односно може да се појача нивото на самодоверба, кое што може би од известни причини сме го изгубиле и не сме задоволни каква е состојбата во која моментално се наоѓаме. Исто така е битно да не очекуваме дека тоа ќе се случи преку ноќ. Или барем јас не верувам во тоа, да ги користиме сите оние трикови кои што можеме да ги најдеме по интернет, по видеа, меѓутоа не да ги направиме само еднаш, туку долготрајно во процес да работиме, да ги повторуваме се додека не ги усвоиме, да бараме методи и начини кои што нам лично ќе ни одговараат и ќе ни помагаат да учиме од туѓите искуства, меѓутоа оттаму да земеме тоа што ни служи. Ништо не е изгубено, самодовербата може да ја вратиме, може да си дозволиме некогаш да имаме помала самодоверба, може во известни сегменти да имаме голема самодоверба, а во некои други не. И сето тоа е човечки, сето тоа е во ред и сето тоа представува предизвик на сите нас во различни периоди и различни сегменти од животот. И токму затоа треба да се зборува за тоа. А во интерес на времето, јас овде ќе го завршам овој прв дел, преглед на тоа што значи самодоверба, како се стекнува, како се одржува, како може да се врати назад. Ви благодарам што ме следите, што ги гледате моите видеа. Погледнете ги по старите видеа ако мислите дека ќе ви служат, ставете лайк на ова видео ако ви се допаѓа, споделете го со некој ако мислите дека може да му послужи. Приклучете се на каналот ако не сте го направиле тоа, односно притиснете го звончето за subscribe и до следното видео. Јас ви посакувам се најубаво, се гледаме наскоро.